продолжуваме со денешната тема и денешниот ден. Денеска граѓаните на Република Македонија го слава денот на словенските просветители Свети Кирил и Методи, родени во Солун во 9 век во угледно и богато византиско семејство, станале мисионери на христијанството меѓу словените. Мојата колешка искочи на улица Македонија. Што направи, погледнете сами. Денеска е 24 мај, ден на Свети Кирил и Методи, основоположници на словенската писменост. Најпрви ние создале глаголицата, која се состоела од 38 букви, потоа кирилицата. Благодарение на нив прогледнавме и слушнавме каква е актуелната состојба со македонскиот јазик и писменост, погледнете и самите. Што празник е денес? Свети Кирил и Методи. Али добро, вред, не, окей. Не, окей. Што празник е денес? Свети Кирил и Методи. Така. Колку букви има азбуката? 31. 31? Да, може да прекинеме со прашањата. Уште неколку само. Кажете ми што е подмет? Подмет е именка. Например, Марија е подмет или Клупа е подмет. Така, а прирок? Прирок е глагол, например, зборува. Колку често купувате книги? Па во месецот купувам по 2-3. Вашата последна прочитана? Мојата последна прочитана, ова новова, сега не ми текнала како се викаше, што излезе. Од Алисон Ричман, ич не ми текнала насловот. Неколку книги беа што ги читав во исто време. Така. Денеска е 24-ти ден на просветните работници. Свети Кирил и Методи. Така. Дали читате книги? Да, читам. Која е вашата последна? Книги. Така, браво. Па последна книга ми беше трилер, читав еден. Последна книга. Предпоследна ми беше читав Гол човек од господинот Инџан Базов. Имаше некои други така дели ми што ги читав, ама не иселива. Иначе читам, ага меѓутоа последно време со очи сум така слаб. Како оди продажбата со книги, кога сме веќе кај книгите? Па еве тука му помагам на мојот другар од Илија. Од време на време слаба, луѓето не читаат. Инаку продава книги во окрет, на плажа. Јас лично тој Радко. Ќе ги продава книгите и што не сакаат многу млади девојчиња, момчиња, тие купуваат највише, тие читаат. Помладите читаат? Помладите, да. Држите настава? И денес на овој ден? Да, ама не настава часови, туку сам... Поради која причина нема часови ден? Епа, не знам. Денес е? Кој ја создал азбуката? Кирил. Мислам, Кирил и глаголицата. Што празник сме денеска? Свети Кирил и Методи. Така? Да. Колку букви има азбуката? 37. Што е подмет? Подмет тој што го врши дејството. Прирок? Прирок е дејството што се врши. Последна прочитана книга? Последна прочитана книга, која ми беше последна прочитана книга, Игрите на гладните. Не, Кандид. Учите? Учите, студирате? Завршивте? Не знаете што празнувавте на овој ден? Свети Кирил и Методи. Колку букви има азбуката? 31. 31. Која е вашата последна прочитана книга? Моментално немам коментар за тоа. Немаме време моментално за книги. Немате време за книги? Сега овие момент. Така. Што е подмет во реченицата? Именка, А прирок? глагол. Свети Кирил и Методи. Колку букви има азбуката? 31. Што е подмет? Сега име. Прирок? Глагол. Читаш книги? Кога бе во школа, да. А сега? Поредко. Поредко. А последната книга која ви ја исчита? Порака во шиш. Да. Покрај вторник? Среда. Не, покрај вторник. Кирил Методи. 24 мај. Да, голем празник за Македонија. Така, зошто е голем? Вие тие се просветители. Колку букви има азбуката? 31. Што е подмет?
Главен дел од реченицата. Ефтино се пишува со В или со Ф? Со Ф, со Ф, со Ф. Ви се допаѓаат, нема никој да одговара, ни ја не вие. Ајде, прашајте. Кој празник е денес? Денес е празник на нашите просветители Свети Кирил и Методи. Тишина, ќе ти ги земам забите. Колку букви има азбуката? 31 А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Ц, Е, И, Е, К, Л, Л, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш, како се викаш? Што е подмет во реченицата? Подмет е збор кој што се подметнува. За ова, како се вика, за глагол знам, ама за подмет сум заборел, ете виш, години. А прирок? Ајде, се имало и прирок. Е, со ствар. Идеме понатаму. Дали читате книги? Тишина, ќе ти ги земам забите. Читам книги што ги пишува оваа будала. Сниме го, молим те. Тоа е една од тие што ги имам овдека, нема смисла, што не ќе се пе. Еда вамо бе. Инаку читам, не читам книги, ама читам штампа, дневна штампа, неделна, месечна и така. Дали мислите дека денеска македонската младата генерација чита доволно? Не чита. Не мислам дека чита за тоа што прва причина за тоа што не читаат се компјутерите, а втора причина е тоа што па шо за некој паѓа интересно. Во тешки времиња не се чита така лесно. Ова се економско тешки времиња и не верувам дека некој има толку многу време и апетит на душата за да може да седне да чита, а ваму нема кондори да облече. Замислете го тоа. Читавте на времето поезија и проза освојувавте така девојки? Не. Не. Ни со проза, ни со поезија. Освојував девојки исклучиво со банкноти од по 100 марки. Ти изјавам забити. Видовте и самите како ни одговорија граѓаните. Во нас останува прашањето, дали сме достојни да го славиме овој празник. Денеска, додека некој празнува, ние празнуваме работно. Се враќаме во студио.